Марина Димовска прашува за тонус леп, да или не? Марина, да, значи ја користам тонус леп. Причината зошто е добар не е поради тоа што нели не е од брашно, туку поради неговиот состав, затоа што брашното не треба да го гледаме како непријател и лебот, макар да е бел или интегрален, не треба да го гледаме како ѓавол и да бегаме од него. Проблемот не е никогаш во продукт, дали е тоа леп или било каков друг продукт, туку во начинот на користење, количините на користење и дали и прашањето дали ми е физичка потреба да јадам тесто. Затоа ако ги гледаме успоредба белиот леп со тонус лебот, немаат голема разлика они во количините на масти, во количините на протеини, во количините на јаглехидрати. Тука се некако малку можеби тонусот предничи со количините на протеин, но разликите помеѓу тонус и бел леп е тоа што има поголема количина на растителни влакна, значи тонусот има некаде над, зависи од кој тип го избираш. Ја користам еден има со вкусна, тоа е со додадено чија, тој има над 7 грама растителни влакна на 100 грама, што е одлична количина. И тука предничи и во некои микронутритивни хранливи вредности. Тонус лебот ги има повеќе за разлика од белиот леп, затоа што сепак, нели, белиот леп се прави од не е цело зрно кое што се додава, од кое што се прави брашното, од кое што се прави белиот леп. Така да дефинитивно да, но за оние кои што не го користите, па тоа не значи дека нели ја користите лошата варијанта. Се додека се работи за можеби на ручек 2 до 3 парчиња на леп, без при тоа да тоа е физичка потреба да морам да се налапам јас тесто, сте на добар пат. Доколку е потребата да се најадам тесто, висококалорична храна, прегладнувам за време на ручек, тогаш ни тонус, ни интегрален, ни баварски, ни никаков не те спасува, затоа што проблемот е самата криза и потреба за многу калории за шеќер.